Добар ден, почитувани, ова е најновата тема Амбуланта. Раното откривање на ракот на дебелото црево значително ги зголемува шансите за преживување, па како да се превенира и рано да се детектира ова малигна болест. Зошто колоноскопијата се смета за најдобар преглед на дебелото црево? Се препорачува ли примената на тестот за детектирање на скриени траги на крв во столицата кај здрави лица како еден од првите знаци за оваа болест? Се за скринингот на ракот на дебелото црево денеска од разговорот со професор доктор Калина Гривчева-Старделова, гастроентерохепатолог, директорка на Универзитетската клиника за гастроентерохепатологија во Скопје. Разговорот ќе го проследите веднаш по рекламите, а ќе имате можност и вие да се вклучите во програма. За скринингот на ракот на дебелото црево денеска разговараме со професор доктор Калина Гривчева-Старделова, гастроентерохепатолог, директорка на Универзитетската клиника за гастроентерохепатологија. Професорке, добре дојдовте во студиото на Телма. Добре ве најде. Задоволство што сте повторно тука. Кажете ми колку често се јавува ракот на дебелото црево кај нас и дали застапеност е слична како и во светски рамки? Од оние податоци што ги имаме од нашата клиника, под база на податоци од мој термин, од Институт за јавно здравје, каде што сите се влеваат податоци, бројката не се разликува епидемиолошка од другите земји во Европа. Кажуваме дека ракот е трет по појава и четврт, ракот на дебело црево трет по појава од карциноми и четврт по смртност од карциноми. Така да е доста чест. Предњачат кај мажи бели дробови, кај жени града и тука е ракот на дебелото црево. Така да го има и тука е меѓу нас. Познати ли се ризик факторите кои што може да доведат до оваа болест? Дали генетиката е главниот виновник или пак може би влијанието на надворешната средина? Генетика, па потоа начин на живеачка, начин на исхрана, што повторно можеме да го поврземе со она што не научиле како да се храниме нашите родители, баби и дедовци, нели? Навиките, како што се пушење, секако е навика која е штетна и предизвикува карцином не само на дебело црево, него и на панкреас и на бели дробови. Надворешната средина, да, кога ќе сватите дека све она што ќе изедеме, суштина е со оној квалитет колку надворешната средина му дозволува тој воздух и тие пестициди што се даваат и она што го носиме внатре, нашата микробиота. И таа има удел во дали ќе се добие некоја болест или не, во одбранбениот механизам на нашето црево. Добрите бактерии габички микроорганизми што живеат во цревата. Да, микробиотата, тоа се добрите бактерии кои во еден момент знаат да кажат аман доста. Нема сега да бидеме више добри. Тоа е она што ние викаме микробиотата ја носиме како отисок од прст. Секој од нас има различна. Карактеристичност за секој од нас. Она расте заедно со нас, се развија од бебешка возраст, детска, со години, се менува и е нешто што не чува и во позитивен и некогаш во негативен смисол знае да направи таква реакција, да веќе таа промена во микробиотата ја поврзуваме со многу заболувања, меѓу кои и Алцхаймер, и аутизам, има студии кои постепено кажуваат дека има одговорност квалитетот на микробиотата. Значи, индиректно како се храниме, што внесуваме, како делува на таа микробиота. Така, со нарушување на незината рамнотежа, очигледно започнуваат и многу заболувања. Затоа велат да ги чуваме добрите бактерии, да внимаваме. Професор, ќе се случува ли болеста да се јави кај лица кои што немаат семена предиспозиција за болеста? Се случува, некој прв почнува. Некој прв почнува со тоа што кога ќе се случи во такво семејство, на таков пациент, ние инсистираме блиските роднини, деца, брат, сестра, кои има да дојдат на преглед. Да не е нешто што не е откриено, не може да најдете кај оној што не сте го прегледале.
тогаш не можете да се сигурни ако тоа семејство не е прегледано дека некој во минатото немал таква болест. Професорке, возраста, дали е ризик фактор за добивање на оваа болест? Возраста од 50 години, меѓутоа е нешто што веќе почнува да се менува. Во Соединетите Американски држави веќе сметаат 45 години дека е кризен период кога е зголемена шанса да се појави карцином. И нивните скрининг програми, за разлика од европските, се од 45 годишна возраст. Така, и Американската Мејо клиника ги предупреди миленијалците, оние лица родени помеѓу 1981 и 1996, дека ракот на дебелото црево се јавува и кај помладите, тоа обично во доцна фаза се открива. Зошто е тоа така? И во Европа исто така има некакви истражувања што покажува дека се помлади лица страдат од оваа болест и исто така болест откриена веќе кога било доцна. Симптомите се тие што ги тераат луѓето да дојдат на преглед. Мимо овие национални скрининг програми, меѓутоа симптомите може да ги има, може да ги нема. Односно, ги има, ама никој не обрнува внимание да оди редовно на контрола на крвната слика, па дали има анемија со недостиг на железо, нели, па да размисли, обично па дајќи касна малце морковче цвекло. Обично, кога ќе се јават крвави испразноци, луѓето ги поврзуваат со хемороиди. Најчесто и се хемороиди, ама треба да се напомене дека околу 57% на карциноми се во тој завршниот дел на дебелото црево. Тие што ќе се јават, најчеста појава е таму. Значи крварењето ќе наликува на крварењето од хемороиди. Слично ќе биде. Крв во столица, помешана со столица и луѓето вообичаено си мислат па тоа се хемороиди, има креми, има масти, тоа е достапно. Знаат и да се уплашат па да дојдат на преглед. Пак ќе кажем, најчесто и е хемороид. Меѓутоа, треба да се направи преглед. Треба да сме сигурни. Споминавте дел од симптомите. Тоа се анемиите со недостаток на железо, потоа крв во столицата. Да. Што друго може да оние парадоксални проливи што ги викаме, кога пациентите имаат проливасти цревни испразноци, но у суштина цревото не е доволно испразнето, поминува само течна компонента од цревната содржина. Тоа е предизвикано од стеснување на луменот на цревото поради промената што расте внатре. Секаква промена во празнењето е нешто што треба да се праша човек зошто е тоа така. Па нека биде од топлото па помалце течности, сепак треба да се праша и да се направи нешто од тие испитувања, да сме сите на раат, нели? Така. Ќе ве прашам уште нешто околу симптомите. Вела дека кркорењето на цревата се поврзува со рак на дебело црево? Не, обично ние кркорење на црева го поврзуваме со воспалителните цревни заболувања. Или со иритабилно црево. Таму кај што има пречка во празнењето, ќе биде поврзано. Значи, ако има пречка во празнењето, тие парадоксални пориви, ќе има дуење на стомакот, значи потешкотија да таа содржина се испразни. Меѓутоа кркорењето, обично цревната перисталтика, цревото работи, нели, и со намера да ја испразни својата содржина, и кркорењето стари засилено работење на цревото, кога има пречка да се испразни регуларно. Неминовно е тоа предизвикано од карцином. А истенчената столица? Тоа е веќе со форма на моливче, тоа е веќе симптом кој укажува дека луменот не е еластичен. Крут. Значи нешто што не треба да биде така. И тоа мора да биде сигнал за преглед. Тоа е повеќе сигнал дека се работи нешто што не е воспалителна цревна болест. Кога зборуваме за превенцијата на ракот на дебелото црево, онаа примарна превенција, претпоставам дека вклучува здрав животен стил. Па кога препорачувате на луѓето каква храна да консумираат, дали во таа препорака е вметнато исклучување на продуктите кои што се потенцијално канцерогени? Секако. За секоја болест ние
ако ќе не прашаат пациентите, ние на клиника од многу одавна. Јас сум вработена 34 години на клиника. Значи, од предходно моите колеги има подготвено диети за соодветна болест. За жолчни пациенти со камења во жолчка, пациенти со нервозно црево, пациенти со хијателна хернија. Значи, нешто на што треба да му се обрне вниманието, што да се јаде за да се спречи воспалување, да се спречи влошување, проблем на. Генерално ние препорачуваме на сите пациенти, значи цигари не. Преработени она што канцерогени, нели, препржено, 2 пати пржено, тешки оброци, сето брза тоа. храна. И тогаш ќе се појави млад пациент кој ќе не демантира во се. Некој кој млад спортист кој нема такви навики, но сепак процентот на оние кои имаат навики да јадат храна која докажано е веќе проблем да се конзумира, дека ќе направи некаков проблем, макар било и воспаление на панкреас или чирна желудник, како год, е нешто што ние се обидуваме да го препорачаме на пациентите. Препорачувате црвеното месо да се намали? Јас сум вегетаријанец. Вашата препорака е јасна во овој случај. Значи, повеќе зеленчук, повеќе овошја. Црвеното месо зависи и како ќе биде подготвено. Значи, риба со секоја варијанта, да, морска риба, лосос не секој ден, но да, туна не секој ден, но да, сардини, да, зеленчук, овошје. Тоа е нешто што би било препорака, но и црвено месо, не можете некој ако сака да го лишите, али ќе му кажете дајте, немојте да тоа биде на скара или да е тоа тешко пржано и така. И да не биде секој ден. Начинот на подготовка апсолутно е многу важен. Има многу лица кои што се соочуваат со разни проблеми со цревата. Дали кај нив лековите кои што ги намалуваат воспаленијата би спречиле развој на карцином на дебело црево? Антивоспалителните лекови. Антивоспалителните лекови, се вака, процентот на пациенти кои имаат од 2 до 3 типа, да кажеме, се од тие воспалителни цревни заболувања. Еден е улцерозен колит, еден е крон и трете она нешто измеѓу што со години мислиме дека една болест пак ќе излезе хистопатологија дека е друга болест. Значи таа недетерминирана форма. Повеќе го поврзуваме хроничниот улцерозен колит, долготрајниот улцерозен колит со потенцијална појава на карцином на дебело црево, него што би тоа било со кроновата болест. Кроновата болест повеќе би ја поврзале со лимфом на тенко црево. Но, да кажеме овака, пациент кој има улцерозен колит има некој процент поголема шанса да добие карцином на дебело црево од здрав пациент. Што е нешто што би не тера нас да им правиме редовни колоноскопии на нашите пациенти и да биопсираме таму кај што сметаме дека треба да се биопсира за контрол. А оние кои што имаат нервозни црева, да речеме, при секој стрес забележуваат дека се соочуваат со течна столица. Иритабилен колон не би го поврзале со појава на карцином, не повеќе од оној што има здраво црево. Затоа постојат соодветни терапии комбинирани. Сега постои скрининг програма за утврдување на состојбата на слузницата и промените на дебелото црево. Вела дека колоноскопијата е најдобар преглед за дебелото црево. Зошто? Се уште, да. Колку год да на пациентите тоа не им се допаѓа, се обидуваат со тек на време да се олеснат тие испитувања во смисла да се направи виртуелна колоноскопија, која за жал прецизноста зависи од колку е добро цревото испразнето. Ние во тек на колоноскопија и можеме да аспирираме, да собереме делот, ако е таа цревна содржина течна, да ја собереме. Со виртуелната колоноскопија, компјутерски програм, тоа не може. Значи, не... И после пак завршуваме на колоноскопија.
ФОП тестот е нешто што кај нас се работеше. Значи, скрининг програмата во нашава земја е почната од 2012 со правење на ФОП тестови. Значи, ФОП тестови, само да појасниме, се тестови кои што откриваат за скриено окултно крварење. присуство на Да, крв во скриено- столицата. Да, за крв која не се гледа со око. Значи, навидум здрава уредна столица, уредно цревно празнење, а има скриено крварење кое не се знае што е причината. Не е карцином сигурно, но не се знае што е причината и треба да се види. Тоа го потенцирам затоа што беше напишано дека се тоа тестови за карцином на дебело црево, па имаше тука со пациентите. Веднаш што ќе добијат позитивен резултат, се крева паника. Да, и логично. Нели, кога добие позитивен тест, сите доаѓа. Жално беше што се искомпромитира тестот. Тестот ако е направен како што треба, за популација добро избрана, селектирана, е одличен. Арно, ама Не може да се направи кај секого? Па не. Кај пациенти кои имаат хемороидална болест. Зашто би правеле тест за скриено крварење ако они крварат на око гледаме? Кај пациенти со улцерозен колит каде што имаат крв во столицата, зашто би го правеле тоа? Кај пациенти со чир на желудник или 12-палечно црево, кај пациенти со парадонтоза, они секако ја подглотнуваат таа крв и она иде. Не, столицата е уредна, но има крв. Кај пациенти кои се на антикоагулантна или антиагрегациона терапија, у капки ама ќе се појави. Па и кај пациенти кои добиваат поголема количество на С витамин ќе се појави. Луѓе, не се пациенти, луѓе кои сакаат да јадат посирово месо, ќе се појави. Значи, пред тестирањето треба стрикно да се селектираат, да се дадат насоки на луѓето колку време, недела, дена пред тестот, како да се однесуваат за да тестот биде валиден. Подготовки за колоноскопија се 2 дена, мислам дека се поедноставно. Во свет се работи и имунохистохемиски фит тест. Кај нас нешто се почнува. Тоа е попрецизен тест? Да. Исто така се прави преку столица? Исто, да. Значи, се обидуваме секако да го замениме колоноскопскиот преглед, колку што е можно. Таму кај што се позитивни наоди, таму ќе мора да се оди на колоноскопија да би се видело каде, колкави е наодот. Не еднаш се случува да на едно дебело црево на 2 места има карцином. Ние синхрони карциноми. Значи, мора да биде целото црево прегледано и затоа е незаменлива во добра диагностика, златен стандард, што викаме колоноскопијата. Пред да преминеме детално на колоноскопијата, уште едно прашање во однос на овие тестови што се прават преку столица. Доколку е негативен тестот? Дали тоа со сигурно значи дека отсуствува ракот на дебелото црево? Дека отсуствува крварење, невидливо за око. И 2 години е, да кажеме, релаксиран пациентот. Но може ли да не биде фатено крварењето во таа одредена столица? Такво нешто не е возможно? Тоа веќе е, затоа викам, кога се прави како што треба, е со доволно висока прецизност да дозволи да се прават тие тестови. Но сепак у одредена возраст треба да се пресече и да се направи првата колоноскопија. Првата колоноскопија, обично на која возраст советувате да се направи? Во европските земји е на 50 годишна возраст. Како е во Америка? На 45. 45, како што кажавте пред малку. Да, они ја поместија таа граница, потикнати од бројот на луѓе кои се заболени. Мислам, тоа е оно што диктира кога ќе им посочите. Ние работиме согласно препораките на Европското гастроентеролошко здружение. Така работат и во Словенија. Нивната свит програма е одлична и нас ни беше водилја како треба да се организираме во нашиве нас патеки за преглед на пациенти. Што говорат нивните искуства? Бидејќи тие подолго време го Да, спроведуваат овој скрининг. подолго време, они знам кога почнуваа, ние имавме состанок во Рогашка Слатина кога они почнуваа со тоа работење. Вложи државата многу, ама веќе се во добивка после првите 10 години.
Што значи во добивка? Во добивка се она што е рано на време откриено, значи поедноставна операција, помал стрес за цело семејство на луѓе, помал себоледувања без хемотерапија или со пократко хемотерапија. И нема смртност, помала е смртноста, што е најскапо нешто, нели? И се, навистина, презадоволни, сега отидоа чекор понатаму, па сега веќе на секој пациент му даваат да потполни прашалник за нивниот квалитет, како се задоволни пациентите од квалитетот на прегледот. И кај нас се спроведува скрининг, започна за рак на дебелото црево на територијата на град Скопје. Најнапред ќе биде спроведен проектот, колку пациенти ќе бидат опфатени? Ние го направивме, скринингот е, повторно ќе кажам, се угледавме на Словенија. И они почнаа со пилот, почнавме и ние конечно, со пилот Скопје, гастроклиника, со надеж дека брзо ќе ни се приклучи 8 септември, они имаат одличен тим на гастроентеролози, да бидат 2 центра на ниво на Скопје. Ги замоливме од Министерство за здравство и од мој термин, тоа све иде уиграно од Центар за епидемиологија, да се ако имаш резултати, а не ги пресметаш, не ги публикуваш, исто као да не работиш. Жално беше што ние немавме наши резултати на картата на Европското здружение. И тоа мораме да го поместиме. Проценката беше дека на 50 години, како што е во европските земји, на територија на град Скопје беа селектирани пациенти кои имаат одредени диагнози кои неминовно се поврзуваат со направен преглед. Тоа подразбира дека беа исклучени пациенти кои имаат диагноза улцерозен колит, имаат диагноза Кронова болест, имаат диагноза карцином, имаат диагноза полип, значи дека они биле прегледани. Така. Ова е всушност за пациенти кои што не се прегледани до сега. Да, не прегледани, тоа е прв преглед кој треба да се направи на 50-ти роден ден. Матичните доктори легоа да помагаат со тоа што ќе ги повикаат, они добиваат нотификација 50-ти роден ден кој слави, ќе ги повикаат, пошто во системот мој термин не се влезени приватните здравствени установи каде што се прави колоноскопија. Првичното е 5000 пациенти, без селектирани тие што имаат колоноскопија веќе направено, а не се влезени во систем. Ние веруваме дека таа бројка ќе биде помала и почнавме. И како се одзиват за сега? Па за сега идат. Јас се надевам она што со колегите од Словенија. Мораш, и затоа се убави тие редовни средби, затоа што учиш од други. Не можеш да измислиш топла вода, ќе ја видиш од некој што веќе го поминал тој пат и да ти каже кај се слабостите. И баш колегата Тепеш века, пола ако ви се јават и успех. Така да, ево, ајде да видиме, ќе направиме пресек на 6 месеци како било. И ќе имаме, епидемиолошки обработка, колку е најдено, тоа се мора да се извадат бројки од скринингот. А има ли лица што се јавуваат? Да, што се заинтересирани директно кај вас во клиниката за да направат скрининг? Се јавуваат и помлади. Да, се јавуваат луѓе кои прочитале, се информирале, сега е сето тоа информациите се и достапни. И ние се обидуваме да бидеме подостапни вака со разговори во емисии кои ги гледаат луѓето, да ги поттикнеме она што е наше мото. Ако можеш да спречиш карцином, дали би го направил тоа? Така, апсолутно. Подобро да се спречи отколку лекувањето знаеме како изгледа. Да. Па и рано откривање и спречување на се она што следи. Така, вашите колеги од Словенија рекле бидете среќни ако се јават барем половина од повиканите. Многу луѓе стравуваат од колоноскопијата. Сметаат дека е непријатна, дека може да боли. Па како изгледа, професорке, прегледот? Еве да ги охрабриме гледачите. Како изгледа прегледот? Дали ќе биде доволно ако кажам дека сите вработени што сме направиле преглед на клиника сме направиле без анестезија. На живо?
И се уште сме живи. Да, повеќето велат мора некој да ме успие за тоа да можам да го издржам. Прегледот, мислам дека малце повеќе од комшиката што ќе раскаже. За да им го олесниме прегледот, имаме две опции. Едната опција е имаме договор со клиниката за анестезија да ни праќат екипи анестезиолог и анестезиолошка сестра секој вторник и секој четврток, осим во летен период кога сме сите на пола персонал. Значи, тоа е седација која е класична, на кратка седација која се дава и кај пациентки кои идат на киретажи, на кратки операции, значи со 3 лека, вклучително пропофол е третиот лек. Согласно законските регулативи во нашата земја, интернист гастроентеролог не смее да дава пропофол. Во Германија, например, самите гастроентеролози го даваат, меѓутоа законските регулативи мора да се почитуваат. Да. Она што ни е нас дозволено е да дадеме 2 лека пред пропофол, што се, значи, исто во тимот од 3 лека, мидаозолам и фентанил. Тие се, фентанилот е опијат, ние водиме евиденција кому, колку, како, зашто, но тоа е нешто што ни е дозволено и пациентите кои ќе дојдат на скрининг ќе имаат можност по нивна желба да бидат седирани со овие 2 лека. Но и доколку не бидат седирани, прегледот? Она што мене често ми се случува, ќе дојде уплашен пациент, пошто слушнал од еден на друг дека тоа боли, тоа е страшно, но сето тоа е индивидуално. Индивидуално е колку си подготвен за преглед. Па индивидуална е позиција на цревото. Ако се има стомачна операција, тие прираслици ќе направат мало затегање, па тоа почувствително. Генерално се на 2 кусотрајни, многу кратки непријатности на свиоците на цревото. Ако е пациентот подготвен, мене ми се случува да кажат, па ова не било страшно. Откако ќе заврши прегледот со силно страв, се случило да дојдат уште не се облечени за преглед, да плачат. Ова ќе боли. И после испаѓа, па не било така страшно, нели? Меѓутоа, ние ја почитуваме желбата на пациентот и го почитуваме она дека и се плаши и чувството на болка. Не треба на пациентот да му биде непријатно, затоа и направивме онакви гакички да се чувствуваат покомотни. Не треба пациентот да биде истоштен, да чувствува голема болка. Е сега таму кај што свие, али повторно ќе кажам, тоа се многу краткотрајни непријатности. Треба посебна подготовка пред прегледот да се направи. Дали режим на исхрана да се промени, колку течно да се испие, мора ли со специјални средства за празнење на цревата да се отстрани целата столица? Мора. Во месарница цревата ги чистат со вода, со туш. Овие посебни средства ја повлекуваат содржината. Порано беше 4 дена. Сеја веќе модерниве средства овозможуваат 2 дена. Ние имаме и опција кај пациенти каде што не можеме да чекаме. Ставаме сонда низ нос до желудник и со физиолошки кој е смлачен на температура на тело, да не биде шок за организмот, пуштаме умлаз 6 литра физиолошки и пациентот е чист за преглед. Кај пациенти кои не можеме да чекаме. Некогаш не гази време, па гледаме што побрзо. Значи клизмата не е решение, мора да се исчисти преку уста од горе скроз. Од тенко црево, па дебелото црево доле. Не се прочистува, тенкото црево не е чисто, пошто ние кај пациенти со воспалителни цревни заболувања мораме да влеземе и во тенко црево, низ оној преминот алвулата. Не е тоа, колку годи е дебелото црево чисто, не значи дека погоре ќе биде чисто, но сепак е попрегледно. И мора, чистотата на цревото е нешто што гарантира прецизност. Значи предуслов за добар преглед Апсолутно, е цревото да биде Да, ние имаме чисто.
на нашите извештаи, официјална е таа бостонска скала за прочистеност на цревото, која нас, на гастроентеролозите, ни помага да си визуализираме со што се сретнал колегата кој го правил прегледот, како тоа изгледало и колку он може да бил прецизен во својот преглед. Професорке, сега во прегледите ќе биде вклучена и вештачката интелигенција, за да се минимизираат грешките. И па како ќе изгледа сега прегледот? Како изгледа прегледот? Прегледот е ист со колоноскопски преглед. Јас сум среќна што ние успеавме да добиеме одлична апаратура, вклучително и вештачка интелигенција. А вештачката интелигенција не е совршена. Она добива податоци од луѓето што ја направиле како треба. Она што се гледа, ние на монитор имаме како телевизор. Округло е видното поле што секако го гледаме нормално. Со вештачката интелигенција има уште две полиња. Едното поле ни покажува, ако види некаква промена, исцртува у однос на тоа што го гледаме и не пишува што они мисле дека е. На видното поле кое го гледаме, ако има некаква неравнина, може да се збуни вештачката интелигенција, се случува да тој премин тенко и дебело црево, таа валвула Бајохини, која знае да биде покрупна и неравна, да ја покаже. Со жути квадратчиња обележува тоа што е неравнина. Наше е да препознаеме, значи не може вештачката интелигенција се уште без нас, и да земеме примерок ако е нешто сомнително, да земеме биопсија. Она ни помага да нешто размислува, може би е тоа неоплазма, може би е тоа воспаление, но ние сме тие што земаме парченца и што ќе кажеме дај немој, не е тоа ништо. Секој случај е навистина модернизација на прегледите. Дефинитивно. Голем чекор напред. Ќе ги вклучиме професорки и гледачите. Од овој момент имаме уште навистина малку време до крајот на денешната емисија, но гледачите што ќе се јават ќе ги замолам да постават што по-конкретно прашање за да добијат одговор. Споменавте дека ќе се забележат промените, некогаш има полипи, најразлични типови на промени може да бидат присутни на слузокожата на дебелото црево. Како се прави проценката? Значи, не се најразлични. Не толку многу. Промени кои ги гледаме или се полипи, или е карцином, или е воспаление. Малце има, релативно малце, однос на некои други органи. А полипите можат ли да се разликуваат? Да. Има ли некои што можат лесно да се отстранат за време на колоноскопиите? Дали некои бараат хируршка интервенција за нивно елиминирање? Големите полипи кои се на широка основа, ние имаме и воден нож со кој тие полипи у долниот дел на цревото ги вадиме. Се помалце се случува да ги праќаме заради полип на хирургија, меѓутоа не е дека не ги праќаме, ги испраќаме кога е тоа голем полип кој зафаќа поголем дел од луменот на цревото, тога е веќе ризик да го перфорираме цревото и е прашање колку пати треба да го повторуваме и дали ќе го извадиме полипот и остаточниот дел што ќе остане. Тогаш е подобро хирургија. Генерално, и во она, кога ќе кажеме дека полипот е прекурсор на карциномот, значи предходник на карциномот, не сите полипи се предходници на карцином, али ние ги вадиме сите што можеме да ги извадиме, затоа што не знаеме кој од нив ќе биде. Генерално, тие што се на широка основа, не на петелка, на широка основа, имаат поголема шанса да малигнизираат. Но сме имале случај и на самата површина на полип на петелка да најдеме карцином. Нема правило. Правило е. Има полип, вади го. Тоа е правило. Има полип, веднаш да се елиминира. А во кој случај ќе предложите следење на полипот? Кога се оние мали полипи кои е прашање лизгаат од полипектомот, па само во тој случај. Да. Тие се безбедни да ги оставиме на година. До следната колоноскопија. Имаме гледач, ќе го вклучиме во програма. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете, во програма сте. Да поставиме едно прашање. Секако, повелете. Се работеше за мојот маж. Мене ова ме интересира.
долги години, кога речам долги години, скоро 20 и повеќе години, нон-стоп користеше кафетин. И тоа по 2, 3, може и до 4 кафетина на ден. Па сега јас се прашам дали тој предизвикува такви цревни болести, а мажот ми во последно време имаше мрсна столица. Сега дали е прашање од панкреасот или имаше некој заболување на цревата, ништо не дознавме, затоа што му беше предложено да оди на скопијата да направи, но тој срце слабо имаше и почина. И јас сега цело време Така ве мачи, помислата дали може би лековите... Дали тоа мрсна столица беше повеќе од панкреасот или од тоа долгогодишно користење на кафетини. И уште едно прашање. Тој изненада падна, просто речено, на газ. Сега и тоа ме мачи, дали и тоа предизвика некој заболување во цревата, панкреасот, джигерот. Така, повредата. Ви благодарам за вклучувањето во програма и примете сочувства за вашиот сопруг. Повелете. Сочувство за сопругот. За кафетинот нема да предизвика мрсна столица. Вообичаено тие таблети прават проблем на желудечната легавица. Ние ги поврзуваме одредени аналгини или аспирини со појава на поизразен гастритис или чир. Знаат некои као парацетамол да дадат промена. Сме имали во кома пациент со голема употреба на парацетамол на црниот дроб, попуштање на црниот дроб. Но генерално мрсната столица, она што ја интересираше, сепак говори за недоволно сварени масти, односно тука обично викаме функцијата на панкреасот, дека е таа или апсорбцијата на масти од цревото, но најчесто се јавува кај што има пореметена функција на панкреасот. Може тоа било со тек на време ако бил диабетичар, па да е панкреасот хронично променет. И наредното прашање беше дали од падот, од повреда, ако има директна повреда, пад на слезенка, може да настане руптура, црниот дроб може од сообраќајка, реброто ако го боцне, меѓутоа ако падне на задникот, тогаш нема. Тоа се друг тип претпоставна повреди високоенергетски. Не. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден. Повелете. Имам едно прашање. Повелете. Имам направено колоноскопија на 28.10.2022 година. Така. И ми се најдени многу, како да речеме, гепчина. И сега, од време на време, многу ме боли стомакот во ципите. Дали треба пак да направам колоноскопија? Да, 2 години на отаде. А ваш што ви препорача? Дали ви препорача да го повторите прегледот? На документот гледам дека нема пишано. Мене се веќе докторката па речен... Така, ве интересира дали во вашиот случај би имало потреба од повторување на прегледот. Ви благодарам за вклучувањето во програма, професорке, од тоа што... Само се извинувам, ама не разбрав што е најден на одот. Дали сте се уште на линија? Тука сум. А што точно ви најдоа? Ми најдоа по моје, ги викам гепчина, а докторски поинаку ги, а многу чести гепчина имало внатре во дебелово црево. Джепчиња. Добро, во ред, ви благодарам за вклучувањето. Не, тоа се обично предизвикани промени на цревото од стегнато црево, па се прават како кесасти проширувања, кои знаат да направат проблем у смисла да се воспалат ако заостане цревна содржина во нив, па да се крвари. Но сепак е 2022 година прегледот, прерано е за било каков преглед, дефинитивно. На колку време би требало да се прави, професорке, колоноскопијата? Ако е уреден наодот после првата, на 10 наредната. На 10 години? Да. Ако биде пронајдена некаква промена, некаков полип, па тој е отстранет? Зависи од полипот, дали за 1, дали за 3 години, зависи од полипот. Зависи од оно што ќе го видиме на цревото.
Кај пациенти со воспалителни цревни заболувања им викаме на 5 години, ево сега веќе се обидуваат да препорачаат да се повеќе оди на ултразвучен преглед за да се намали стресот на пациентот од ендоскопскиот преглед. Говорам кај пациенти со кронова болест, каде што лигавицата се гледа за дебелина. Таму е од одлична помош и магнетната ентерографија. Но на ехо нема да се видат полипите, така? Не. А на магнетната Треба резонанца? да има ултразвучниот преглед е користен за црево, таму се гледа дебелина на зидот, али треба да има течна содржина. Повторно не е класична цревна содржина, ама да има течност, за да се види како контраст доаѓа течноста. И се зависи, малите полипи сигурно не, ако е некој голем секако ќе се види промена која прави пречка во нормалното работење на цревото. Али не, мислам секако треба тогаш повторно биопсија. Повторно колоноскопија за да се земе примерок. А со кој темпо растат полипите? И по 10 години и повеќе. Зависи од типот на полип. Значи не може преку ноќ да се случи да порасне и па затоа е токму затоа тука сме комотни, ситни се за година, за две. А што препорачувате кај младите лица? Каков скрининг е нив да се направи? Бидејќи искуствата говорат дека ракот на дебелото црево се јавува и кај здрави млади лица кои што се физички активни, кои што имаат правилна исхрана. Јас што да кажам, најмладиот мој пациент беше не мој, него на клиниката пациент, кога бев млад доктор, имаше 18 години. Млад, здрав, прав, фит, непушач. Правило е дека е многу мал број на пациенти кои се под 20 годишна возраст. Обично е од онаа група од 45, усвари 50, 60, таа е ризична група, да кажеме, за појава на карциноми. Ретки се во светски размери и по земји, по континенти, ретки се младите луѓе кои имаат карцином, кои добиваат на дебело црево. Но ги има. Како ќе направите селекција со тоа што ќе ги прашате семејство, некој дали од блиското семејство имал карцином, не само на дебело црево, контролна лабораторија, идеме на систематски. Так. И треба, имаме обврска еднаш или на 2 години еднаш да отидеме на систематски, да се земе таа лабораторија. Моите колеги матични доктори прават редовни контроли на лаборатории. Мислам, тоа е нешто што можеме да кажеме, контрола. Скринингот е превенција. Зимањето на лабораторија е на контрола на добрата состојба на организмот. Колку ќе можете на време или пред време да фатите, не се сите карциноми на дебело црево предизвикани од полипи. Има карциноми што се од зидот на цревото. Значи, не значи дека ако нема полипи, нема да се појави карцином. Професорке, јас ви посакувам успешен проект, што повеќе пациенти односно се повеќе лица, бидејќи тие не се пациенти, се здрави луѓе кои што треба да се јават на преглед, дека тоа ќе го направат без страв. Верувам дека ги охрабривте со оваа емисија и дека на таков начин ќе се спречи бројот на луѓе кои што во доцна фаза ја откриваат болеста. Јас се надевам, затоа и направивме толку многу напори да тргне оваа програма која збориме веќе една година. Да тргнеме, да почнеме, да луѓето се ослободат и да дојдат. Така, започува со Скопје, но планот е потоа да се прошири низ целата земја. Да се прошири на повеќе центри низ земјава. Треба. Тоа е нешто што можеме да го направиме за себе. Апсолутно. Ви благодарам уште еднаш за гостувањето во денешната Телма амбуланта. Почитувани, ова беше се во денешната емисија. Ви благодарам и вам за вниманието со кое што не следевте и ви посакувам пријатен ден.